Јас да се надоврзам во однос на контролите. Апсолутно мислам дека се неопходни поинтензивни контроли и врз оние субјекти кои имаат А интегрирана и Б интегрирана дозвола и оние што се со елаборати. Оние што се со А интегрирана дозвола, тие се во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина, овие со Б се под градскиот, односно општините. И потребни се не само редовни контроли кои што тие си ги имаат во својот план и програм како инспекторати, потребни се вонредни контроли. Значи и во попладневните часови, во ноќните часови, за време на викендите, затоа што најверојатно тогаш се случуваат некои пикови за кои граѓаните алармираат. Значи мора да се зголеми инспекцијата и тоа е исто така еден од начините кои може да придонесат за намалување на аерозагадувањето. Се согласувам дека градскиот инспекторат на град Скопје апсолутно се работи сега својата работа, редовно одат на терен, реагираат на повици на граѓаните, прават увид и се изречени многу казни по различни основи на загадување на животна средина, од палење, од користење на несоодветни горива и така натаму. Така што тоа е добар пример како кога е решена една институција на вистина да се справува со еден проблем, нешто што порано не беше случај во градот Скопје. Сега има навистина големо придвижување и мислам дека сите надлежни инспекторати, и државниот и на другите општини, дополнително е проблем што имаат и мал број вработени инспектори за животна средина и воопшто комунални инспектори. И таму се потребни исто така, се разбира, и тоа е врзано со финансиски средства. Се согласувам, комплексен е проблемот, но сепак може да се направи голем исчекор ако институциите исто така кои што се надлежни си ја работат својата работа. Докторе, колку